Обраќам вам и да си раскажуваме едни на други колку здравството во Република Македонија не чини. И затоа одлучив, ќе го замолам овој транспарент овде што е министер за смрт да дојде до мене да застане. Бидејќи, еве ќе прашам, Тодоров! Излези Тодоров! Излези овде и пред овој народ, кажи зошто не се повлекуваш од својата функција министер за смрт. Излези Тодоров! Излези и даја својата оставка денеска! Уа Тодоров! Дај си оставка вечерва! Не чекај да те спасат твоите сопартици, Тодоров! Не чекај да те извадат од калта во која што го внесе македонското здравство. Бидејќи нема да излезе, ќе му се обраќам овде. Во основа, сите ние имаме лик и сите ние имаме лице. Овој човек, ова лице кое што ќе го памти македонската историја, јас би сакал да го запамти вака. Бидејќи овој човек има џон образ, овој човек нема лице. Да имаше лице, да имаше образ, ќе си дадеше оставка многу одамна. Немаше да не остави овој човек да седиме овде преку 340 дена да бараме оставка по смртта на Тамара. Од 24 февруари, кога се одржа првиот протест, наваму му се одбројува постојано. Да е човек, не е. Да има совест, нема. Човек кој нема совест може да биде самоубиец. Во чаршиските муабети, со оглед на тоа дека државата ни се претвори во чаршиски муабет, слушнав дека Тодоров веројатно си поднел оставка, ама дека пастирот не му ја прифатил. Епа тој пастирот требаше да размисли и да го тргне својот човек, Никола Тодоров. И ако тие чаршиски муабети кои што велат дека можеби Тодоров се спрема да биде транзицијски премиер, да го наследи пастирот, јас, луѓе мои, вистина не знам како во оваа држава ќе прифатиме човек кој што уби толку многу луѓе на својата функција, која што не ја ни разбира, како ќе прифатиме тој човек да наследи некој друг, за кој што се бориме исто да го нема. И нема да го дозволиме тоа. И ќе се собираме постојано, и ќе протестираме постојано. Може би за некои сме уличари, горд сум да сум уличар, горд сум да седам на улица и лете, и зиме, затоа што си барам своите права, затоа што ние имаме права, и затоа што ние имаме право на живот. Ние имаме право да бидеме заштитени, имаме право на здравство. Македонија е социјална држава. Македонија треба да обезбедува социјална заштита и здравствена заштита за сите. Ние во оваа држава треба да бидеме здрави. И ние треба да се избориме за тоа. И секому тоа треба да го посочиме и сите треба да ги убедиме дека овде ќе се избориме за нашите права. Оди си Тодоров! Оди си Тодоров! Оди си Тодоров! Оди си Тодоров! Оди си! Оди си! Оди си! Оди си! Оди си! Оди си!